Здраво друштво, здраво и добродојдовте во новото видео. Вие веќе добро знаете, нели, за што се работи овде. Значи, во овие видеа ние зборуваме и за една единствена главна порака, која сакаме да ја знаеме и се однесува на неделата што следи, односно, она најважното што сакаме да го знаеме, што ќе ни обележи неделата. Значи, зборуваме за краток временски период, поради тоа нема да зборуваме за ситници, нема да зборуваме за секојдневија, ќе зборуваме за она поголемото и поважното што ќе ни обележи неделава. Кратко ќе биде за секој знак, почнуваме од овен па до риби. Пред да започнеме, само би сакала да ве подсетам, се разбира, не заборавајте да се претплатите, затоа што со тоа добивате известување кога доаѓаат видеа, нели? Што ќе вам да слушнете, да го чуете ова видео, оваа порака во наредната кога се однесува за ова, така да веќе кога сакате да бидете тука со нас, добро би било да се претплатите и корисно за вас. Сега, почнуваме со овен. Да видиме што ги очекува овните во неделата која следи. Опа, овните нека очекуваат некаква победа. Значи, вие овните нешто се крои, нешто се крчка, вие не знаете, представа немате за ова, меѓутоа еден огромен успех ве очекува. Знаете, тоа за дел од вас има некоја работа на која се подпирате на интуицијата, се подпирате на она што вие длабоко во вас навистина го знаете и ќе ви донесе успех. Значи, во секој случај, дали знаете што станува збор или воопшто немате представа, исходот е успех. Неверојатен успех. Одлично да вас. Одиме со бик. Да видиме биковите, ќе слават, зашто ли ќе слават? Значи, она што вие биковите ќе славите, ќе прославувате или во група со тројца, или пак неважно дали ќе биде група или не, вие прославувате за некоја работа за која мислевте дека е завршена. Вие мислевте дека толку, веќе ништо тука не останало, крај, се разочаравте, меѓутоа доаѓа тоа нешто што вие го мислевте дека е завршено, доаѓа повторно и доаѓа со една прекрасна енергија заради која ќе прославувате. Потоа близнаци, да видиме близнаците што ги очекува. Близнаците ќе разберат нешто. Близнаците ќе дознаат нешто оваа недела, што нема за жал да ги израдува. Значи, нешто што ќе го дознаете околу некоја работа која ви значи, нема да биде потполно и нема да биде целосно. Има тука една можност дека вие можеби премногу ќе се разочарате и повеќе отколку што е потребно. Внимавајте на тоа, затоа што не е се изгубено, не мора толку да се разочарувате. Одиме со близнаци рак. Значи, да видиме за раковите. Не знам зашто ви сите ќе прославувате. Кој друг славеше овде? Близнаци и биковите. Значи, вие со некој бик може ќе прославувате. Може би за некакво патување ка славите, вие раковите. Може би конечно ви се отвараат вратите и од една друга перспектива ќе ги погледнете работите и ќе видите колку биле убави, колку биле позитивни нештата, колку се околу вас било убаво. Сте биле затворени до сега, не сте гледале во вистински правец,
и од вистинска перспектива, меѓутоа сега ќе погледнете и ќе видите колку всушност нештата стоеле прекрасно, а не сте ги забележувале. Одиме повторно со рак, па после доаѓа лав, нели? Видиме за лавовите. Лавовите исто и те ќе представуваат дел од нив, значи бикови, ракови, лавови, може нешто заедничко, може секој посебно, меѓутоа успеси. Вие конкретно лавовите, значи вие очекувајте некоја не толку лесна, едноставна работа, некоја малку понасилна, понападна, побрза, поизбувлива енергија, доаѓа кон вас во домот. Може би некој во домот во вашиот дом ќе се однесува многу незрело периода, може би избувливо. Тоа е за дел од вас доаѓа кон вас некој со некаква вистина, што многу ќе ве израдува и ќе донесе прекрасни вести во домот. Ова се однесува многу е веројатно дека се однесува за нешто во домот, за некој во домот. Вие ќе видите како ќе живеете ова. Меѓутоа енергијата е таа. Сега на ред нам не е кој лав, потоа е девица. Одиме со девиците, да видиме девиците. Епа девиците. Дел од вас никако да го остават минатото и премногу носталгија, премногу размислувате вие за минатото или за личности од минатото. Некој почеток треба да се случи, се чека на вас, меѓутоа вие никако да се ослободите од багажот што го носите во минатото. Значи тој почеток што следува, што мора да се случи, е неизбежен. Меѓутоа никако да дојдете вие во таа фаза, затоа што едноставно не сакате да се ослободите од минатото. Нешто во минатото ве плаши, ве оптеретува, ве разочарува, и никако да се ослободите со багажот што го носите од минатото. Може би други луѓе се вклучени овде во вашиот живот од минатото, за кои вие нешто имате некакви тешки чувства, може би за вас и за тоа што сте го правеле вие во минатото, вие тоа знаете, меѓутоа верувајте дека тоа е токму и затоа тоа како што се вика минато. Оставете го, вам ве чека нов некој процес, нов пат, ново патување, нови промени. Оставете го минатото. Најверојатно ќе биде тешко да оставите минатото. Тоа е таа порака. И сега наред ни е девица, потоа доаѓа вага. Да видиме вагите. Вагите ќе бидат малку ќе бидат поштри, делава. И сега дел од вас, еве вака, ова ќе се однесува на дел од вас. Вие кои сте биле вие негователот, мајката едноставно во домот, тој што дава љубов, грижа, нега, нели? Вие малку ќе бидете поштри и ќе бидете малку поодлучни, ќе ги земете работите во своји раце и ќе изненадите малку со вашиот сега веќе оштар речник. Може ќе направите нешто поразлично од сегашното. Значи, потикнате од некоја работа, нели? Вие тоа знаете, меѓутоа сега вие треба малку и да бидете не толку нежни, љубезни, дарежливи, вие треба малку сега да преминете на акција. Некои работи треба овде да се исфрлат. Требало одамна да ги исфрлите и конечно оваа недела вие ќе ги исфрлите сите оние работи кои
беа непотребни во вашиот живот. И токму поради тоа може ќе останатите ќе бидат изненадени. Вие не сте тој, не сте таков. Не сте таква. Меѓутоа овој пат така ќе биде. Зависи од која страна на приказната сте, може би за некој ќе се работи вие да бидете изненадени од некоја што сте очекувале, што целиот ваш живот беше вашиот неговател, вашиот оној што вам вие носи љубовта, грижата, околу вас се грижи се. И тој малку сега ќе биде пооштар и ќе ви кажа дека има некои граници. И тоа е тоа, отприлика за вас вагите. Одиме потоа со, значи, вага следува Шкорпија. Да видиме, Шкорпиите ќе добијат вести. Зашто ли ќе добијат вести? Епа, Шкорпиите добиваат вести за некаква добивка. Може би најверојатно е финансиска добивка, нели? Или вие ги испраќате вие вести некому, или вие оддалеку праќате пари на некој, или оддалеку стигаат пари кон вас. Или пак добивате вести дека за брзо време некој ќе ви помогне, вас ќе ве поддржи финансиски или пак вам некоја понуда за работа ви стигнува. Материјална, значи понуда за работа, пари, околу тоа нешто очекувате вести. Одиме понатаму со Стрелец. Па стрелците се во некоја незнаење. И па стрелците, значи стрелците што да очекуваат? Ви очекувате секако некаква нова понуда. Исто и вие имате некаква нова понуда која следи или вие ќе ја дадете. Вашата е малку покреативна. Може кај вас конкретно може да бидат опфатени и пари, може да биде опфатена и љубов, може и други работи да се опфатени во ова понуда која доаѓа. Може нема да биде понуда, едноставно се случуваат нови работи. Меѓутоа се случува нешто ново во вашиот живот, која е со тенденција да расте и да се развива. Може би пременост за тие што си очекувате, може би за тие што не нешто ново која допрва треба да расте и да се развива и да даде плод, се разбира. Меѓутоа, што е овде важно, зашто ни се паува картава, тоа е затоа што најверојатно вие па предолго чекавте за ова, сте плачеле, сте тагувале за нешто и сега конечно се случува. Може би ви, некој дел друг од вас, во текот на ноќите ќе добиете некаква таква инспирација, божествена инспирација и ќе преземете нешто што подоцна ќе донесе голем плод. Одиме со Шкорпите, дали ги прескокнавме? Не. Одиме со Јарци. Да видиме Јарците. Епа, еве вака. Не знам зашто, наеднаш прво што ми дојде е дека еден мал дел од вас може би ќе подлегнат на некакви естетски корекции, некакво разобавување, меѓутоа хируршко или може би за дел од вас се работи за тоа, значи некакви естетски хируршки корекции кои ќе придонесат нормално за вашата убавина, за вашата. Сега за друг дел од вас се работи за... Зависи на која страна од приказнава сте. Сега гледате. Значи, некој вас ве лаже околу некакви ветувања. Вам ви ветува нешто неверојатно, големо, убаво и се тоа, но ве лажа, или вие ќе лажете некога, сега ќе видите вие каде сте, вие се знаете. Меѓутоа, некој некого ќе излаже. Сега друго,
за друг дел од вас. Овде се работи за некој пак, може би, знаејќи си ја способноста, моќта, си ги собира работите и се заминува од некоја ситуација. Друг дел од вас, еден исто така мал дел од вас, вие ќе ги соберете плодовите од некоја работа. Значи, учествувале повеќе луѓе, ќе учествуваат може повеќе луѓе, меѓутоа вие ќе си ги соберете плодовите за сето тоа заедничко што се работело, вие ќе си го соберете плодот самите. Не знам, може постои веројатност дека е малку нечесен начинот, меѓутоа не мора да значи, затоа внимавајте се, надевам дека ќе биде се убаво и честно. Одиме со водолија, водолиите, водолиите. И па за водолиите тие што се во некој судски процес, тоа ќе се па овде 2 карти излегле, зашто, не знам, меѓутоа ајде ќе видиме. И добро, може да објаснување. Водолиите, тие што се во некој судски процес, ќе дојде развршница на сето тоа, вие ќе може некој од вас сте во некаков процес на распределба на наследство. Тие што сте во тој процес да знаете дека многу голем дел ви следува вам и вие конечно сега ќе се осамостоите и ќе бидете во ситуација да си приуштите се она што сакавте за вас и за тие што имате семејство, за вашето семејство. Значи, некоја работа генерацијски што се одвивало овде, некој наследство е ова, кој го добивате вие, може би само вие, може би поголемиот дел го добивате вие, и тоа ќе ве направи вас самостојни и конечно ќе земете оддишка и можете да си ги дозволите работите што ги посакувавте. Одиме понатаму. Водолија, па значи последниот ни остана риби. И драгите риби се во некоја недоумица. Вие сте во некоја недоумица, меѓутоа морам да ви кажам нешто. Секогаш кога ќе погледнам оваа карта, вака, ова ми се случува. Некој овде треба да донесе одлука, се двоуми, значи во крајности оди неговото двумење, вака ли да направам, се двоуми премногу, меѓутоа губи време. Ете тоа кај вас, може вие губите време, двоумејќи се што да направите, губите време околу некој кој очекува вашата помош и поддршка. Што значи, од овде што може да заклучиме, дека не се двоумете, превземете го тоа што ќе го превземате, и ако се однесува на тоа да бидете некому помош и поддршка, бидете му, тоа е одговор за вас. Значи, драги мои, се надевам дека чувте нешто што ќе ви помогне, чувте нешто што ќе ви значи, ќе ве води. И до следната наша видео, јас се надевам, оставам во добро здравје и во прекрасни мисли. Се слушаме, чао!